Добар ден, поздрав на сите. Благодарам што се приклучивте на овој вебинар. Ова е замислено КИПС да ги организира повеќе вакви вебинари, кои што би биле од едно од едукативна природа, друго од запознавање како поблиску од нашите услуги до крајните корисници. OneID како услуга за издавање на средства за електронска идентификација е производ на две наши домашни компании, KIPS и Nexens. KIPS како издавач на шемата за електронска идентификација и Nexens, нашиот партнер, како реномирана IT компанија. Услугата е пласирана на пазарот пред 2 години, како успешна приказна за неколку услуги кои што ги нудиме заедно со неколку наши клиенти. Така, да почнеме со слайдот, да кажеме успешна приказна со неколку наши банки, една осигурителна компанија. Пред 2 години започна интеграцијата на OneID со услугите на Шпаркасе банка, продолжи успешна приказна со услугите на Комерцијална банка, Халк банка, Прокредит, Триглав осигурување и наскоро и Стопанска банка Скопје. Се надеваме дека ќе расте бројот на наши задоволни корисници. Сега, како што најави Маја, да продолжиме да кажеме која ни беше целта на овој вебинар, да ве запознаеме што е OneID, како функционира и каде може да се применува. OneID е средство за електронска идентификација на физичките лица, со кое што тие може да се идентификуваат преку својот мобилен телефон, далечински од било која точка во светот, без да има потреба од физичко присуство за да ги остварат своите услуги, односно за пристап до банкарски услуги, онлайн услуги на осигурителни компании, телеком оператори или пак некакви електронски услуги на владите. Што добиваат корисниците, односно компаниите кои што ги интегрираат своите апликации со услугата OneID? Потврден електронски идентитет преку кој што се здобиваат со правно валидна идентификација на нивните клиенти, односно на вашите клиенти, кои што ги исполнуваат барањата за високо ниво на доверливост и сигурност во процесот на дигитален онбординг, односно понатаму во автентикација и идентификација на вашите клиенти при нудење на онлайн услугите. Како функционира OneID? OneID функционира како електронска лична карта на корисникот, која што ја користи онлайн. Значи, OneID како електронска лична карта е потполн еквивалент на личната карта и пасошот кои што се користат при физичкото присуство на клиентите. Значи, наместо клиентот да се идентификува со својата лична карта или пасош во канцеларија на некоја банка, да речеме, или на шалтер, услугата која што тој давател на електронска услуга ја нуди онлайн, може да се изедначи идентификацијата на корисникот со неговото средство за електронска идентификација OneID. Целта на OneID е да постигнеме една идентификација на секаде. Секаде каде што електронските услуги кои што ги нудат давателите се интегрирани со услугата OneID. Процесот на интеграција е многу едноставен и се базира на примена на отворени стандарди и протоколи, зашто нудиме целосна поддршка и во процесот на интеграција на апликациите на компаниите и на корисниците. Повеќе за ова технички ќе ви каже мојот колега Виктор покасно во вториот дел на презентацијата. Процесот, како што е едноставен процесот на интеграција на апликацијата, така е едноставен и процесот на креирање на електронскиот идентитет. Врати се уште еднаш, Виктор. На кратко само, значи овдека се неколку чекори кои што треба да ги помине корисникот за да дојде за да го креира својот електронски идентитет.
Креирањето на електронскиот идентитет е целосно бесплатно за корисникот. Се што треба да има тој е да има валиден документ за лична идентификација, мејл адреса и мобилен број и мобилен телефон. Процесот започнува, значи, од страна на корисникот со инсталирање на мобилната апликација од еден од сторовите на својот мобилен телефон. Понатаму, значи, продолжува чекор со креирање на корисничка сметка, потврда на неговата мејл адреса, снимање, односно далечинска верификација на неговиот документ за лична идентификација, потврда на живост, издавање, завршува, значи, креирањето на средството за електронска идентификација со издавање на квалификуван сертификат за електронски подпис. Со тоа се здобива со OneID средство за електронска идентификација. Како подетално ова се прави со демо, ќе ви го покаже Виктор во текот на презентацијата. Следно, значи, како што реков, во процесот на средството за електронска идентификација се креира, на корисникот му се издава квалификуван сертификат во облак, со кој што може да подпишува документи на далечина и ја потврдува, се автентицира преку својата мобилна апликација. Значи, обезбедено е високо ниво на безбедност со примената на овие квалификувани сертификати и тие може да се користат на секаде каде што е потребен целосно го заменуваат својрачниот потпис, каде што треба да се направи тој на хартија, во овој случај со квалификуван електронски потпис. Законски, значи, се потполно изедначени квалификуваните електронски потписи со својрачните. За кого е наменет? Значи, како што кажав, се издава на физички лица со важечки документ за лична идентификација или пак патна исправа издадена од МВР. Тој со издавањето им и со примената по апликациите на корисниците им овозможува на давателите на услуги добивање на потврдена електронска идентификација за нивните клиенти со точни лични податоци кои што се споредени и добиени со Централниот регистар на население при Министерството за информатичко општество и администрација. Значи, примената било да е во услуги понудени од владата или пак при финансиските институции, користењето на електронскиот идентитет е целосно усогласен и со Законот за спречување на пирење пари и тероризам, односно, како што е познат од ЕУ директивата Anti-Money Laundering или AML верзија 5. Понатаму, кои се, значи, другите можности и усогласености? Тука би истакнала дека OneID како прва македонска шема за електронска идентификација со високо ниво на сигурност е запишана и регистрирана при регистарот на даватели на доверливи услуги и шеми за електронска идентификација кој што го води Министерството за информатичко општество и администрација и е согласно одредбите на Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, кој пак е целосно интегриран со Европскиот закон, односно eIDAS, познат како eIDAS. КИПС е давател, значи, покрај тоа што е издавач на шемата за електронска идентификација, во овој случај OneID, тој е и регистриран давател на квалификувани доверливи услуги и сертификатот кој што се издава во рамки на шемата за електронска идентификација е издаден во рамки на тој регистриран давател на квалификувани доверливи услуги. За да го постигне ова КИПС, значи, целосно е усогласен со законот, барањата и стандардите кои што ги пропишува овој закон подлежи на годишна проверка од сертификационо тело, кое што е на ниво на Европска Унија, значи МИОА ги признава сертификационите тела од Европската Унија и со тоа ја потврдува функционалноста на шемата за електронска идентификација и на услугите, на доверливите услуги кои што ги дава КИПС како давател на доверливи услуги.
Понатаму, услугата OneID е целосно, тоа го кажав, дека е целосно согласена и со законот за AML, меѓутоа тука морам да нагласам дека исто така им обезбедува на компаниите целосно согласување и со законот за заштита на лични податоци или GDPR, со тоа што сите технички мерки кои што ги предвидува законот се целосно покриени и исполнети со примената на OneID. Значи, било да се однесува тоа на самата заштита, сигурност, доверливост на податоците, но и на правата на корисниците во секое време да видат и да имаат информација на кого ги дале согласност за да пристапи до нивните лични податоци. Понатаму, кои се придобивките за компаниите од интеграција на OneID со нивните апликации кои што ги нудат онлайн. Целосното автоматизирање и транспарентност на процесите кои што се одвиваат во обезбедувањето на онлайн услугите се една од големите придобивки за компаниите. Пред се услугата станува достапна во секое време и од било која точка во светот, 24/7/365. Квалитетот на податоците на кои што се добиени на овој начин, превземени, значи, при ажурирање, било да се работи за ажурирање на личните податоци на клиентите или при аплицирање за некаква онлайн услуга, се точни и квалитетни, со интегритет, значи не се елиминираат можностите за човечки грешки при внес, пренос и така натака. Исто така, трошоците и екологијата тука треба да ја спомнеме, значи употребата на хартија е намалена, обемот на хартијата и за крај би додала дека целта е на секоја компанија да има задоволни корисници, кои што во секое време, од каде што ќе сакаат, ќе можат да ги остварат своите услуги и да дадат согласност за користење на нивните податоци, да бидат усогласени со своите права кои што ги имаат согласно законот. За подобрување на корисничкото искуство. Во овој дел, значи конкретно, колегата Виктор ќе ви каже како може да се користи OneID за конкретно како да се оствари подобрување на тоа корисничко искуство во апликациите на корисниците. Било да се работи за онбординг или други услуги кои што ги нуди, можности кои што ги нуди OneID. Па Виктор, јас мислам дека завршив со мојот дел од презентацијата, сега продолжи ти, па доколку има прашања од гостите на крајот. Во секој случај, вие прашањата можете да ги пишувате и во четот, сите ќе ги погледаме после презентацијата на Виктор. Здраво на сите. Благодарност искрена за големиот интерес за овој вебинар и воедно и присуство и внимание со кое што го следите. Се надеваме дека денеска, бидејќи услугата OneID е доста комуницирана во последните 2 години од нашите партнери, клиенти. Добро е она што денеска се обидуваме да доловиме навистина позитивното искуство од имплементираните услуги и навистина со задоволство би сакале да побудиме интерес за воведување на овие услуги и кај други компании кои што размислуваат за дигитализација, дигитална трансформација. Кажам дигитализација и дигитална трансформација затоа што знаете, тоа се две блиски, но различни термини, заради тоа што дигитална трансформација подразбира и трансформација на процесите, односно начинот на обезбедување на услугите, не само формата на документите кои се користат или складиштата на документите, туку целата услуга, цел нов начин на обезбедување на услуги и цели нови услуги кои до известно време и не беа можни.
Она што е една од клучните работи е за повеќето од секторите од кај што доаѓа со некои од со цените гости присутни на конференции се знаеме, долги години сме работеле, сме имали и средби. Неколку клучни работи што се интересни се брзо и лесно воспоставување на деловен однос. Тоа е нешто што кај банките, осигурителните компании, останати финансиски институции е една од најболните теми, затоа што сите повеќето од овие компании веќе имаат некакви онлайн self-care портали, дали е тоа онлайн банкарство, дали е онлайн моје осигурување, дали е било што, меѓутоа моментот додека се дојде до тоа е нешто што кај малку од нив е решено. Тоа значи дека целосна дигитализација во голема мера не е завршена, кај голем број од компаниите се уште не е завршена. Има напредок огромен во воведување на вакви канали и воедно и прифаќање од крајните корисници на вакви канали, но една од клучните работи со која што и со нашите првични клиенти, партнери кои што се приклучаа на OneID беше клучен како новите корисници воопшто да овозможиме за воопшто да не мора да дојдат физички. Го кажуваме позитивна, единствената добра и на секоја конференција на вистина погоден момент беше, иако е среќа во несреќа, короната, каде што на вистина немаше поинаков начин и на вистина се даде шанса на тимовите кои што се залагаат за дигитализација во сите компании да добијат приоритет и да добијат буџети, да имплементираат на вистина канали преку кои што во такви дворнеди услови ќе може да навистина компаниите да продолжат да функционираат. Значи во време на короната беше во суштина и бизнес continuity прашање поведување на ваквите канали. Навистина короната беше една од сите лоши работи, една позитивна работа беше навистина придонесот кон приоритизација соодветна на развојот на дигитални канали. Значи, брзо и лесно воспоставување на деловен однос е многу интересно и за сите, предпоставам, компании тука. Она што е интересно по области е навистина затоа што во финансискиот сектор се антиципира и веќе некои се воведуваат и се елиминира воопшто и пластиката како платежни инструмент во рамки на процесинг шемите, мастер виза, сите работат веќе на виртуелни дигитални кредитни картички, каде што воопшто корисникот нема потребен физички контакт воопшто никаков да земе било што од банката за да може да добие услуги. Така да тоа е нешто, два технолошки момента кои што се случуваат водат кон тоа навистина да нема потреба од физички контакт со клиентите. Од корисничка страна исто така овој дел многу интересен затоа што едноставно од било каде, како што кажа Сузана, може да се заврши функцијата на отварање банкарска сметка или склучување договор за осигурителна полиса или за инстант кредит, воспоставување деловен однос од било каде. Кога ќе кажеме било каде, не мислам само на физичка локација, туку мислам и на главно она што често тие што работат на дигитализација знаат дека корисниците не се сите со компјутери, затоа што најчесто и девелопмент тимовите и тие што работат по големи корпорации се навикнати да поседуваат компјутери, да имаат од каде да обават одредени функции. Кажам од било каде, мислам и од било кој тип на уред. Она е што е важно со OneID се овозможи електронска идентификација и креирање на квалификуван потпис да се заврши целосно преку мобилен уред. Нешто што е главната придобивка, една од главните придобивки покрај тоа што и за добивање на OneID услугата, како што кажа, активирање нема потреба воопшто да дојдат некаде. Значи и користењето и добивањето, целиот процес е комплетно ремоут, односно корисникот од комфорот на својот дом може сето тоа да си го заврши. Втората работа што беше интересна како пример да ја спомнеме е ажурирање на лични податоци по согласно врските закона за спречување перење пари и финансирање тероризам. Повеќето субјекти имаат повеќето компании кои што подлежат на овој закон имаат обврска за повремено ажурирање на податоците. Значи тоа беше и втората главна работа, затоа што огромен број кај банките се бројат во десетици илјади на годишно ниво такви настани кои што треба да ги покријат. Едноставно
и носат непријатности за корисниците од аспект се блокираат сметки трансакцијски, не може да се прават нели плаќања и тоа е навистина една непријатна ситуација да треба корисник да отиде во банка или во некоја друга финансиска институција за да може да продолжи да располага со средства. И сега тука произлегува некои конкретни примери каде што не беа ни предвидени како сценарија, меѓутоа ете корисникот е некаде во странство и замислете сега негде од каде што може на привремена работа или на патување, одеднаш му прекинува картичка му работа што не ја ажурирал. Воведувањето на онлайн канал за ажурирање базиран на OneID навистина ги реши овие непријатности за корисниците и голем дел има огромно подобрување на корисничкото задоволство кај банките кои што воведоа ваков канал. Подпишување на договори барања, исто така, она што е важно дека што се случи со OneID, претходно, затоа што работиме со повеќе со компаниите од телекомуникацијскиот сектор и со банките и со останатите финансиски институции кои што подлежат на законот за спречување перење пари, секогаш се размислуваше во процеси на дигитално електронско подпишување документи се размислуваше за договори кои што некој службеник некаде ги припрема, па ги праќа во некаков систем, па тие онлайн се подпишуваат и тоа е нешто што во услови кога се работи за стандардизирани услуги, да речеме платежни услуги согласно Народна банка, нели правилниците или каде што се работи за стандардизирани, темплетизирани договори, сите овие договори може комплетно онлайн корисникот практично customer originating да бидат, односно корисник доаѓа на дигитален канал онлайн услуга, сака да добие некаков кредит, се идентификува со OneID, се препополнуваат сите податоци потребни за тој урнек договор да биде пополнет, му се нуди на корисникот веднаш да го подпише и навистина е завршено целиот процес комплетно автоматски. Главните предизвици во суштина не беа во интеграцијата со услугата OneID, главните предизвици беа навистина најотворено беше во интерното поставување на интерниот процес кој што до вчера бил службеник на шалтер припрема документ, шеф го гледа, па служба за спречување перење пари го прегледува рачно и навистина беше кај повеќето предизвики заради што се одлага стартот на некои вакви услуги беше во автоматизација на бекенд системите каде што ќе може да се носат автоматизирани одлуки. Она што го кажавме, автоматизацијата на тие процеси, она што навистина ќе даде бенефит и за компаниите од аспект на ефикасност и контрола на процесите, но и за крајните корисници да добијат квалитетна услуга, затоа што во последните години особено е важно корисничкото искуство. Веќе кај повеќето пазарите се горе-доле зрели и камата пола процент плюс, пола процент минус, тарифен модел, 5 денари повеќе, 10 денари помалце. Значи, тој дел навистина е нешто што е веќе горе-доле израмнето на пазарот и сега главно и на корисниците е нели комфорот, колку лесно може да добиеме. Јас ќе го кажам и отворено примерот. Еве, на пример, се уште не може во Телеком, не е критика, него е повеќе поттик. Еве, склучување на поспет кориснички договор кога во услови кога има електронски сим, каде што корисниците воопшто не треба да дојдат да подигнат физичка сим картичка, зашто се уште нити кај телеком операторите кај нас се уште нема можност онлайн да се аплицира кога со една ваква услуга може и да се идентификува субјектот заради барањата на АЕК, нели регулативите кои што се поврзани со идентификација на субјекти кои што поседуваат поспет 5 броеви или кориснички услуги. И целиот процес
во моја замисла и заради искуството мое претходно може комплетно онлайн да се заврши во 5 минути, корисник да добие на својот уред кој што поддржа да речеме ИСИМ, да добие активна линија со некаква услуга. Тоа е нешто што навистина би бил еден голем исчекор и сме спремни да соработуваме доколку има интерес во тој правец. Кажав, да, ажурирањето на податоци е обврска тековна за постојните, меѓутоа пак онбордингот се уште сме врзани за некакво, барем согласно последни информации или истражување, ќе ми извинат колегите ако веќе има некаков сервис, не ги имам најновите информации, меѓутоа тоа е една работа која што навистина може во телеком индустријата да се воведе како новитет, иновација за да се намалат и потребите од работна сила за процесирање рачно на такви договори, логистика, картички, харти и сите останати работи. Помна Сузана, значи една од главните работи која што се гледа е тоа во подобрување на корисничкото искуство, не само онлайн каналите, како онлайн канали да има онлайн каде ја нешто завршам, него тоа да биде брзо и едноставно. Тоа е добрите услуги навистина бараат внимание на корисничкото искуство, затоа што ако треба системот онлайн да има упатство од макар и две страни, апсолутно неприменлив. Мора да биде интуитивен, лесен и со што помалку можности за корисничка грешка, односно well lit пат, корисникот да клика next и да ја заврши операцијата. Такво нешто какво што се со повеќето банки веќе имплементиравме, имаме навистина стотици сметки отворени, нови сметки отворени на еден ваков автоматизиран начин, што ни особено чест да кажеме дека навистина нашите верувања за вложување во инвестиции, за вложување во ваква услуга се навистина се оствари и имаме веќе 11 дигитални услуги од различни банки кои што се веќе клиенти. Имаме беклог на веќе од некакви 7 до 8 нови дигитални услуги на останатите или постојните, значи навистина се гледаат бенефитите од еден ваква услуга електронска идентификација посебно, зашто ја спомнувам и мислам дека не е ни доволно не е доволно еднаш два пати да се каже, еве ќе повториме, со електронската идентификација имате целосна безбедност дека ги исполнувате потребите за идентификација согласно законот за AML. Дополнително податоците се во структурирана форма, лесно може да ги обработувате, складирате и употребувате во рамки на вашите системи. Значи тука се работи за една навистина услуга која што лесно може да се имплементира технички. И она што кажаме, верификувани податоци за лицето, нешто за што сетот на податоци мислам дека е прилично голем, односно опфаќа доволно податоци за да можат 99,9% од услугите се реализираат без рачен внес на било какви податоци од корисници. Електронски подпис го кажавме, значи клучна примена е подпишување на кориснички договори, подпишување на барање за некакви услуги, подпишување на некакви согласности за општи услови и останати работи или било каков документ на кој што ви е потребно како компанија да имате квалификуван подпис од корисникот како доказ за воиднина за согласност кон или прифаќање на условите или доказ за прифаќање на услови и согласност од страна на корисникот. Секако тука стојат во развојот на дигитални канали има потреба и од аплицирање на дигитални печати на компаниите и останати работи, меѓутоа го имате нас, има и други компании што се бават со материјата, тој дел навистина сите елементи ги има за да може да се реши. Двофакторската автентикација, јас само ќе се вратам, пауза. Двофакторската автентикација, важно е дека корисниците своите профили на OneID може да се ги заштитат од потенцијална злоупотреба со
двофакторска автентикација, односно секогаш кога некој корисник ќе отиде на сајт, може да активира дека секогаш тие најави или автентикации ќе ги направи со одобрување на мобилен телефон, нешто што е исто така згодна работа за некои по сервиси кои што бараат поголемо ниво на автентикација. Она што е друго исто важно од кориснички аспект, може би сте ги пробале, може не, корисниците, крајните корисници навистина имаат доверба во услугата, затоа што ги имаат сите информации, историјат во каде, што, кој, кога пристапил до услугите и со локации, со се, во секое време може освен уви да направи отповикување на дозволи за пристап до нивни информации преку својот security settings или my profile page на OneID. Океј, на кратко јас само ќе го пројдем неколку сценарија, неколку use case-ови на самата услуга. Едниот use case е самото издавање на електронска идентификација. Гледате на десната страна е мобилниот телефон, кој што апликацијата функционира за сите главни оперативни системи, значи iOS, Apple iOS, Google Play, односно Android базирани уреди и Harmony OS базирани уреди, тоа што е 5% или 98% од корисничката база. Процесот е навистина едноставен. Исто така, важно за можеби апликацијата е повеќе јазична, односно македонски, албански и англиски јазик. Значи, во суштина што се случува тука сега во процес на издавање се исполнуваат барањата на Законот за електронска идентификација, Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги во делот на шеми на високо ниво на сигурност. Потребите се силна идентификација од два релевантни извора со доволно сигурност за дека навистина субјектот бара издавање на таква услуга. Како што кажа колешката Сузана, се користи едниот извор е физичкиот документ кој се приложува во процес на верификација на идентитетот, вториот извор е популацијскиот регистар, односно регистарот на население на Република Македонија. Се прави проверки на податочните сетови, на валидноста, на дали е одјавен или не, значи сите тие работи за да се навистина осигура дека средството за електронска идентификација се издава на правото лице кое што се декларира дека е. Ете го, процесот целосно заврши. Она што е важно, чести прашања беа колку важи, значи корисниците оваа активност ја прават еднаш на 2 години. Издаденото средство за електронска идентификација и сертификатот кој што се издава со услугата се со трајно со 2 години. Корисниците каде додат во дигиталните услуги кај што се прифаќа OneID, ја користат истата услуга. Значи услугата не се издава за банка или за телеком оператор или за вакво, корисниците се издаваат, односно се побаруваат издавање на средство за електронска идентификација за лична употреба таму каде што е прифатено. Тоа е едно од прашањата што често беа поставувани. Се ова е процес, само да видам, следно е процес на потпишување на договор со употреба на десктоп компјутер.
Еве, гледате, двофакторска идентификација, наша банка бара да се најавите, корисникот одобрува, односно ова е апликација за женични податоци, демото. Гледате, корисникот во секое време има контрола кој бара, кои податоци ги бара, кои податоци треба да се потврдат и по потврдување се случува нели автоматизирано пополнување на сите податоци и дополна на останати податоци кои што се потребни за обезбедување на конкретна услуга. И многу интересно, една од главните работи кои што беше сомнеш кај банките, дигиталната писменост. Навистина, ваквите дигитални канали нудат толку бенефици, односно за крајните корисници удобност, во смисла на возење до салон за обслужување или до експозитура на банка, паркирање, чекање во ред и останати работи, навистина, затоа што заштедува многу време, па и пари, корисниците и добро, бидејќи услугата е добро имплементирана, корисниците навистина преферираат ваков начин на нели добивање на некаква услуга. Му се прикажува документот, се случи идентификација, по некаков урнек се генерираше документ и сега корисникот може да потпише. Она што сакам да го кажам, многу е важно тука. Ова е само примерна имплементација на OneID услугите, ова не е дел од решението. Многу е важно затоа што имате слобода како компании да изберете имплементатор или постојните добавувачи на онлайн решенија или на мобилни апликации, можат независно од издавачот или од давателот на доверлива услуга KIPS да имплементираат врз база на спецификации што се обезбедени. Веќе имаме примери на неколку партнери клиенти што дел од услугите ги имплементираат со постојни партнери без да има потреба воопшто од било какви софтверски решенија од обезбедени или од KIPS или од Nexens да се имплементираат во банките. Тоа ни беше една од целите при развој на услугата, навистина затоа што знаевме дека ќе има огромен интерес за услугата, доколку овозможиме независно развој на дигитални канали кои што ќе интегрираат само овие сет на услуги кои што ги обезбедуваме и навистина иако сме компанија која што работи долги години во софтверски развој, секогаш има одредени релации или постојни системи веќе имплементирани, навистина не е можно секаде во секој случај или opportunity да бидеме ние као технички нити е потребно. Ние навистина ни беше цел да ги ослободиме компаниите да може да имплементираат услуги без никаква зависност од софтверски решенија обезбедени од нас. Нешто што го земавме како поука, затоа што не работиме на овие услуги ние како Nexens као компанија и KIPS као компанија на овие услуги работиме подолг период и една од главните лекции дека услугите треба да се базирани на што повеќе на отворени стандарди, на стандардизирани протоколи за да бидат лесни и да има помасовна примена на овие услуги. Еве едно сценарио само и на комплетно на мобилен, затоа што секогаш кога се развива решенија, девелоперите прво тргаат дај ќе го направиме на десктоп, па ќе прилагодуваме. Еве една пример апликација, ова не е жива апликација, иако веќе овие апликации кај неколку од банките веќе се достапни и на сајтовите се објавени, веќе има голем број на трансакции на истите. Ова е само една демо како на мобилен целиот процес може да се заврши без употреба на лаптоп.
на веб браузерот бев, веднаш штом побрав идентификација, ми стигна нотификација, ја одобрив и веќе гледаме целата форма пополнета. Ќе убрзам пополнување во интерес на времето, ете и да одвоиме време за прашањата. Се генерира превју на документот во корисникот го гледа и клика потпиши, повторно му стига пуш нотификација на истиот уред. И со одобрување на потпишувањето корисникот добива, односно корисникот го потпишува договорот и соодветно договорот се процесира во бекенд системите на клиентот или банката или телеком оператор или било која друга компанија која што има потреба од идентификација или електронски потпис. Клучната работа, неколку пати ги кажав. Главно е дека навистина може да се обратите кај нас или за развој на целосно решение, можеме да понудиме и таква услуга, или за поддршка во развој на решенија кои што вие со други технолошки провайдери ќе ги имплементирате. Има квалитетна документација за начинот на интеграција, навистина едноставно и јасно. Имавме случаеви каде што се имплементира услуги во рокот месец дена, значи кога зборуваме во месец дена, бизнис барања, дефинирање, технолошка архитектура, имплементирање, интегрирање, тестирање и пуштање во продукција во рокот месец дена. Она што е исто важно, многу начинот на кој технички имплементираме услугата овозможува лесно имплементирање и во нативни мобилни апликации и во веб-базирани апликации. Значи, важно е дека решението функционира и во едни и во други. Често има дали има SDK и дали има некакви готови компоненти. Секогаш кажуваме кога ќе ги презентираме техничките документи, навистина завршуваме сите нејасноти во многу кратко време, да не кажам на еден состанок и техничките тимови на понатака може да продолжат со целосно независно интегрирање. Обезбедуваме можности за пристап до стејдж околина за тимовите кои што сакаат да развиваат некакви решенија да пробуваат. Имаме, значи, стејдж околина, односно сендбокс околина каде што може да се тестираат интеграциите. И тоа би било во принципот тоа што денес сакав ја да го кажам. Сега може да преминеме и на дел од прашањата. Не знам, Сузе, дали имаме некој прашање, Маја? Фала, Виктор, за презентацијата и за демото. Фала, Сузана, за се што ни презентиравте денес. Мислам дека демото даде една добра сликовита представа за тоа каква е ова колку е user-friendly оваа апликација. Од друга страна, темата е прилично комплексна и целта на овој вебинар секако ни беше да побудиме малку интерес и да ви дадеме некоја представа за оние кои што се уште не беа дојдени во допир со услугата или не слушале некоја наша презентација. Очекувавме дека ќе добиеме во четот прашања и предлози за состанок, така што запишано е се. Гостите кои што запишаа дека ги оставија своите контакти и запишаа дека сакаат состанок, го запишавме тоа и ќе ве контактираме. Не прашавте за видео презентацијата, ќе имаме и снимка од овој вебинар, а исто така и презентацијата ќе можеме да ја споделиме. Така да уште еднаш ве мотивирам да не исконтактирате, да ни оставите контакт, ние да ви исконтактираме, за да можеме
да се видиме на состанок и малку подлабоко да продискутираме за сите отворени прашања врзани за One ID. Имаше и други некои пократки прашања, па сега кои што ќе можеме да ги одговориме, се уште сме во рамки на времето. Добар тајм менеджмент, колеги, фала многу. Еве едно прашање, гледам тука, колку активни корисници имаме на One ID физички лица и дали има информација за старосна структура. Сузе, ќе можеш ли овде само unmute, те молам? Извинете. Да, можеме да кажеме дека имаме околу 6000 сега корисници, со тенденција секако нели за пораст со новите апликации кои што ќе се интегрираат со One ID. А во однос на старосната структура на корисниците има секако. Значи има од најмлади корисници кои што значи имаат податоци во популацијскиот регистар, па се до постари корисници. Процесот е многу едноставен, така да верувам дека е лесно да се искреира електронскиот идентитет без разлика на старосната структура на корисниците. Имаме тука уште едно прашање врзано за странски физички лица. Странски физички лица кои што поседуваат лична карта како нерезидент и се запишани во Централниот регистар на население, да можат да извадат електронски идентитет. Меѓутоа не оние лица кои што поседуваат, да речеме, пасош од друга држава, не се запишани во базата на популацијскиот регистар. Така, еден генерален заклучок мора да се запишани во базата за да можеме и вели гостинот, дали One ID може да се извади на име на правно лице? Сега за сега се уште не. Тоа е следен чекор за надградба на услугата. Да. Уште едно прашање видов тука, само да не го пропуштам. Виктор вели гостинката, дали сервисот може да препозна и да детектира ако е Artificial Intelligence генериран идентитет и дали би го одбил онбордингот? Интересно. Значи, проверката на идентитетот се случува на повеќе точки. Значи, не е само видео или слика, туку се проверуваат прво оригиналност на документот кој што е приложен, треба да е приложен во реално време, не од екран, се проверува значи квалитетот на документот за заштитни елементи кои што ги поседува. Второ, на документот дури да е лажиран, треба да се на вистинските податоци заведени што стојат во популацијски регистар. Тоа е значи нешто што е од типот на серијски број на документ, матичен број, еден куп работи кои што се присутни, куп работи. Податоци се присутни на самиот документ, МРЗ и останати работи. Па трет чекор е во реално време слика која што се проверува дали е дигитално генерирана од екран или било што, мора да биде од камера, таа е исто така заштитена. И третиот чекор, не го кажам и третиот пошто не е последен, е проверува живост, односно динамички челендж во кој што во брзо, многу релативно кратко време субјектот треба да испочитува секвенца на гестикулации со лице, односно рандом генерирана секвенца, намигни, трепни, сврти се лево, десно, погледни горе, насмевни се, сите тие работи треба да се направат во релативно брзо време и погода, за да пројде таквиот механизам во следна фаза, па кажам да помине во следна фаза. Ако тука еднаш, два пати, три пати не успее некој челендж, автоматски тоа барање се одбива и корисникот се маркира, односно користичкото име се маркира за suspicious и понатаму нема да може да продолжи со обиди за идентификација. И уште, значи, ја кажам, има сет на механизми. Исто така не може да дојде до процес воопшто на потврдување на идентитет ако нема
мобилен телефон пријавен во својот профил кој што го потврдил. Значи има уште еден елемент на проверка дека мобилната линија е жива, Посебно. да, издадена од телеком оператори кои што исто така имаат KYC процедури и воедно, нели, кривично дело е лажно представување, има еден куп докази доколку се утврди дека некој постапил во таков случај. И најпоследниот механизам е, нели, тоа повеќето колегите од КИПС, значи рутинска проверка на сите издадени, има сет на рутински проверки за сите издадени електронски идентификации средства за проверка на документацијата, дали механизмите континуирано се следат и од човечки фактор на крај, затоа што, нели, нема најдобро техничко решение, секогаш се борби со, нели, технолошкиот напредок на можностите на artificial intelligence и на квантни компјутери и сите тие останати работи. Ризиците се и по најкритичните индустрии, воена индустрија останати, меѓутоа се во КИПС како организација во целост има воспоставено куп мерки за да такви работи не се случат во реалност. Благодарам, Виктор. Имаме време за уште едно прашање само. Да, Маја, овде има едно прашање, дали вика, за тоа мислиш, го прескокнавме, дали OneID има можност само за препознавање на корисникот, без корисникот да треба да креира електронски идентитет? Прашањето е во насока дали е можно процесот на препознавање на корисникот да биде интегриран во друга апликација. Кратко, не е можно, пред се OneID, како што и ни самата презентација кажавме, е креирано согласно објавена и прифатена шема за електронска идентификација во рамките на која се издава електронски идентитет. Не е целта, значи, ние да нудиме, да речем, решение кое што понатаму би било само како техничка можност за искористување во други апликации. Ако може да дополнам само, во суштина за нерегулирани дејности, не знам дали ме слушате? Да, говорите. За нерегулирани дејности или области можни се такви и доволни, меѓутоа за регулирани, па кажам, тие што подлежат на закон за спречување перење пари и финансирање тероризам, такви решенија не се compliant, ајде условно да речеме, да сами се препознаваат документи. Имаше неколку и препораки за инстант брзи кредити компаниите, се дадува рок да се имплементираат, нели, подобрувања во тој дел. Процесот не е постапката само за техничко имплементирање, туку еден куп организацијски мерки и регулативни работи треба да се исполнат кон регулаторот на областа за што регулира областа, така да такви амбиции има кај некои клиенти, меѓутоа кажуваме, ние зборуваме тука за усогласеност со три клучни закона. Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, закон за заштита на лични податоци и закона за спречување перење пари и финансирање тероризам, каде што барањата во делот на идентификација се прецизно дефинирани, што може и што не може да се прави, затоа за сите дилеми од колегите, клиентите, потенцијални клиенти и партнери што ги имате во тој дел, навистина може да организираме тет-а-тет состанок и сите прашања да ги одговориме и да најдеме начин, нели, да најдеме можност за заедничка соработка базирана на OneID. Така, OneID како шема за високо ниво на доверливост и сигурност целосно ги заменува таму каде што има потреба документите за лична идентификација, па со примената па на квалификуваниот сертификат за електронски подпис, целосно, значи, го покрива своерачниот подпис. Така да, ако доследно се следи законот и е согласно неговите барања издадено средство за електронска идентификација со шема за високо ниво на сигурност, така и треба да се применува за тие услуги каде што се бара
електронски услуги, а се бара замена да бидат пандан на физичка идентификација на средствата кога се бара со физичко присуство, со лична карта или пасош. Така да, тоа е начинот и кој што е согласно регулатива и стандарди правилниот начин. Благодарам, Сузана, Виктор, благодарам уште еднаш. Драги гости на вебинарот, ви благодарам што денес го одвоивте овој еден час, за да се запознаете или добиете дополнителни информации за услугата за која што веќе бевте запознаени предходно, и се надевам дека многу брзо ќе имаме прилика да поразговараме директно, за директно да ги елаборираме вашите проблеми, процеси кои што би можеле да ги решиме директно со оваа услуга. Точно еден час, добри сме со тајм менеджмент. Јас уште еднаш ќе ве замолам по завршување на состанокот ќе добиете една анкета кратка со 5 прашања, ве молам да ја пополните, а во наредниве денови ќе дадеме одговор на вашите прашања кои што пристигнаа на мејлот, и ќе ви пратиме снимка и презентација од денешниот вебинар. Благодарам уште еднаш, имајте пријатен ден и се гледаме во следна прилика. Довидување. Довидување.